По доаѓањето на словените на Балканскиот полуостров е создаден првиот словенски книжевен јазик, познат како старословенски, во втората половина на 9 век. Во неговата основа е земен македонскиот говор од Солунско. Свети Кирил ја создал првата словенска азбука, глаголица, околу 862-863 година. И заедно со брат му, Методи, ги направил првите преводи од грчки на старословенски јазик за потребите на богослужбата во Моравското кнежевство. Зар не паѓа дожд од Бога на сите подеднакво? Или сонцето не свети за сите исто така? Да не го дишеме воздухот сите подеднакво? Како тогаш не се срамите да признаете само 3 јазика, а за сите други народи и племиња сакате да бидат слепи и глуви? Дали Господ го сметате толку бесилен, тоа да не може да го даде, или завидлив, па тоа да не го сака? Во последните децении на 9 век, Охридската книжевна школа, која постепено се оформува во Климентовиот универзитет, придонесува Охрид и Македонија да се оформат како значајни центри на културата, образованието и религијата во поширокиот балкански регион, но и во Европа. Охридската книжевна школа е формирана во 886 година и е еден од најстарите универзитети во Европа, но и во светот. Зачетокот на Охридската книжевна школа е поврзан со дејноста на недоследните Кирило-Методиеви ученици, Свети Климент Охридски, како и со неговиот духовен брат Свети Наум Охридски, чудотворец. Свети Климент Охридски, пишувајќи ја похвалата за неговиот блажен татко и учител Кирил филозоф, гордо ќе истакне: Затоа, да е блажена твојата уста. Блажен го нарекуваме твојот многогласен јазик. Блажено да е твоето пресвето лице. Блажени да се твоите златозрачни очи. Блажени да се твоите ангеловидни зените. Блажени да се твоите пречисти раце, твоите богодвижни прсте. Блажена да е твојата златозрачна утрова. Блажени да се твоите свети нозе, твоите златозрачни стапки. Блажена да е твојата пресвета душа. И со ангелите беше како ангел, и со пророците пророк, и со сите свети толкувач на славата Божја. Благословен си Господин. По средновековниот период почнал процесот на диференцијација на македонскиот јазик, односно неговите дијалекти, во периодот од 16 до 19 век народниот јазик полека го истиснал старословенскиот, односно црковнословенскиот јазик. Пред се во практичната описмена употреба, а во текстовите со црковна содржина. Иако се употребувал старословенскиот, се повеќе се препознаваат јазични особености од народните македонски говори, заслужни за воведување на македонскиот народен јазик во писмена употреба. Се првите македонски просветители од почетокот на 19 век, Јоаким Крчовски и Кирил Пејчиновиќ. Видите ви гроб и уразумијте. Македонскиот печатар од 19 век Теодоси Синаецки во предговорот од книгата Утешение грешним од Кирил Пејчиновиќ ќе истакне: Еве клуч што отворува срцето ваше. Не клуч од злато и сребро, но клуч од железо и челик. Што да не се бие, тој клуч може да отвори
срцето на простиот човек. Тој клуч е народниот јазик. Prestane plačite, воскресение же. Во средината на 19-тиот век, односно за време на културната преродба, еден начин за борба против тугите пропаганди било богатството од народни умотворби, нивно собирање и печатење. Народните умотворби се доказ и афирмација на македонскиот народ како посебен народ со своја традиција, обичаи и историја. Афирмација на македонскиот јазик како посебен, истакнување на творечките и духовните вредности на народот. Наизначени собирачи на народни умотворби од Македонија се Константин и Димитар Миладинов, Кузман Шапкарев и Марко Цепенков. А токму овие заедно со големиот Григор Парличев, Рајко Жинзифов и други ќе бидат и создавачи на новата македонска книжевност од 19 век. Свјатје и Тројице во едином сушестве, серафими зовуше. Свјат, свјат, свјат јеси Господ. Второ лето во Охрида од Цариграда дошел Салаор. Дошел Салаор. Се представил пред Арсења, наша патрита чеснаго, и му реко слово горко, слово жалосно. Слово жалосно. Царска воља е да тргнеш денеска за Цариграда, на тебе од врли грци голем поплаке. Голем поплаке. Собрал Патрик свое стадо, црква свјати Климентова, благослов му дал последен, раце заплетил. Заплетил. Долго време липал старец, молчен чење всенародно, и побела брада
слзи горещи. Слзи горещи. Слушајте ме, мили чеда, јас ќе идам цари града, на мене одврли грци, голем поплаке. Голем поплаке. Орелски крилја, како си метне и врнаши стрни да си преретне. На наши места ја да сидам, да видам кукуш, само да видам. Да видам дали сонцето и таму мрачно угревле, како и вамо. Ако како овде сонце ме стреги, ако пак мрачно сонце досвети, на пат далечен ја ке се стигнам и в други страни ке си те помегнам. Каде сонцето светло угреви, каде небото звезди поседја. Овде е мрачно и мрак ме обвива и темна мъгла земја покрива. Мразој, снегој, пепелници, силни ветришта и вилници. Околу мъгли и мразој земни, а грди студој и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мразој да гледам. Дајте ми крилја, ја да си метнам и в наши страни да си прелетнам. На наши места ја да сидам, да видам Охрид, Стуга да видам. Таму зората греи душата и сонцето светло заѓи гората. Таму дарбите, природна сила, со сита раскош ги растурила. Истро езеро гледаш, беле, или од ветот сино темни. Поле погледнеш или планина, сегде Божева е фубави. Тамо, по срце, в кавал да свирам, сонце да даји, ја да умирам. Во 1903 година во Софија е отпечатена книгата за македонските работи од Крсте Петков Мисиров, со теоријско образложение и практична примена на кодификацијата на современиот македонски литературен јазик. Мисирков ги зема централните говори од западното наречје за основа на литературниот јазик, а во поглед на ортографијата се застапува за фонетскиот принцип со мали отстапки во етимологијата. Четирите горни статии на оваа книга
Јас сакав да им ги обрнам погледите на моите сонародници на нуждата од еднокорено изменување, на досегашниот процес на нашиот духовен разум. Како и на тоа дека моите погледи во тој случај не се нешто ново и безосновно, а се само чекор напред во досегашното развивање на нашето национално самосознание и дека затоа се сосем природни и основа. Се разбира, оти во една мала книга, како што е ова мојава, не може подробно да се разгледаат сите засегнати прашања. Јазикот е средство со кое ние дознаваме што мисли, што чувствува и што сака нашиот собеседник. Во јазикот има обилни гласовни знакови или зборови за сите мисли, чувства и желби на еден човек. Затоа јазикот на еден народ е негово духовно богатство и наследство. Да си го зачува некој својот народен јазик и да го брани како светлина, значи да му остане тој верен на духот на своите прадедовци и да почитува се што имаат тие направено за својата потомство. Да се откаже човек од својот народен јазик, значи да се откаже тој и од народниот дух. Ние имаме и право, освен долгот, да го браниме нашиот јазик, и тоа право ни е свето. Секој што го напаѓа нашиот јазик, но исто таков наш непријател, како и напаѓачот на нашата душа. Јазикот и верата, тоа се душата на еден народ. По поделбата на Македонија во 1913 година меѓу Србија, Грција и Бугарија, прашањето за литературниот македонски јазик, иако било спречувано од страна на властодржците, во сите три држави се повеќе било присутно кај македонската интелигенција, но и кај работничката класа. Се појавиле поголем број творби напишани на македонски народен јазик. Конечното разрешување на прашањето за македонски литературен јазик станува на првото заседание на АСНОМ на 2 август 1944 година, кога македонскиот јазик е прогласен за службен јазик на македонската држава. Усвојувањето на македонската азбука со решение на Народната влада на Македонија е донесено на 5 мај 1945 година за озаконување на македонскиот правопис со решение на Министерството за просвета е донесено на 7 јуни 1945 година. По самостојувањето на Република Македонија, како независна држава, македонскиот литературен јазик се употребува во сите сфери на општественото живеење. Најголема улога во конечната кодификација на македонскиот литературен јазик има Блаже Конески, кој своевремено ќе рече: Послушајте, македонци, јазикот е единствената наша татковина. Се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека ја имаме и татковината, како куќа, како дом, како огниште. Везилке, кажи како да се роди. Проста и строга македонска песна, од ова срце што со себе води. Разговор ноќен во тревога бесна. Два конца парај од срцето драги. Едниот црне, а другиот црвен. Едниот буди морничави таги, другиот копнеш и светол истрвен. Па со ни вези една лична низа, песна од копнеш и песна од мака, кој јас што везам на ленена риза, ракав за бел невестинска рака. Имаме убава азбука, кирилица,
Користи ја секогаш и секаде колку што можеш повеќе. Таа е нашето минато, нашата сегашност, нашата иднина. Мислите и чувствата подобро звучат кога се напишани на нашата македонска кирилица. Јас веќе одамна ја користам на тастатурата на мојот мобилен телефон, а ти? Пролетта убаво звучи, но се пишува со 2 Т. Правописот вели, Охридско езеро се пишува со големи почетни букви. Секогаш даде поддршка. Изборот пишувај го со 2 Т. Се уште се пишува вака. Чувства, а не чувства. Не знам, се пишува разделено. Купувај ефтино, но зборот пишувај го со 2. Преземи нешто кога ќе прочиташ, превземи. Најубава е нашата азбука, кога најубава се пишува с леано. Свативте? Да, свативме, но со Ф. Еве остра моливи, барам рими за нови стихови, пишувам букви мали големи, печатни, ракописни, кирилични. 31 птица весело пеат во хорна жица, и секој клас има своја буква во нашата азбука кирилица. Читаме, пишуваме во секоја прилика, златно писмо, златни букви, кирилица, кирилица. Да ја се чуваме од секоја неприлика, нашата прва азбука кирилица, кирилица. A, B, C, D, E, F, G. Учиме странски јазици, но најважно С, А, Б, В, Г, Д, Г. Да не ги заборавиме. Нашиот јазик е македонски, нашето писмо е кирилско. Аманет ни е оставено пред многу векови, за многу векови. Читаме, пишуваме во секоја прилика, златно писмо, златни букви, кирилица, кирилица. Да ја сочуваме од секоја неприлика, нашата прва азбука кирилица, кирилица.